Што не разбраа политичките опоненти на ВМРО ДПМН. Они не разбираат стратегијата на ВМРО ДПМН е секогаш кога ќе се случи ваква ситуација од која што они треба да бегаат. Екзит стратегијата секогаш е создади хаос, затоа што така ни ти ке знаеш кај си, ни никој друг нема знае кај. Значи хаосот се создади во моментот кога овој е крив, тој е крив, овој е крив, вамо е крив, тамо е крив, тој е СДС, левица се изгуби. Чи се вамо, ама овој да не, ако го речеме дека овој е крив, да не рече дека ние го браниме овој тука што они го апсиле. Политичките пораги се многу едноставни. Излазаш на пресконференција, излазаш у собрание, излазаш било каде и тоа не е у ниеден случај барање одговорност. Не може да биде некрофили. Ако они се трудат да ти наметнат на тебе дека ти ја користиш ситуацијата, не шефе, ја користам ситуацијата се у моментов да видам кој е одговорен, за да не се случи утре на други 60 деца. Политичките опоненти на ВМРО ДПМН паѓаат на тие финти, на тоа лажно морализирање на ситуацијата, дека они многу морални, овие неморални. Многу едноставна истрага. При секоја ваква истрага, дали било за сообраќајна незгода, дали било за оваа трагедија во Кочани, модуларната болница, Беса, Транс, Дурма, прво се испитува причината за настанување на трагедијата. Се друго одоколу е создавање хаос и шум за да се изгуби приказката. Зошто настанал пожарот? Тоа е основната истрага. Може да произлезат уште 30 други истраги. Одговорноста за тој кривично правен настан, конкретно пожарот, уште нема таква истрага отворена.